вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Северна Кореја осуди 2 американски новинарки на по 12 години затвор. На почетокот на емисијата за случајот и за тоа како Соединетите американски држави реагира. Државната новинска агенција на Северна Кореја денес соопшти дека двете американски новинарки, чие судење започна минатата недела, добиле по 12 години робија. Според Корејската централна новинска агенција, судот утврдил дека новинарките се виновни за тешко злосторство и илегално преминување во Северна Кореја, но при тоа не се наведува за какво злосторство се работи. Минатиот четврток севернокорејските државни медиуми го најавија почетокот на судењето против Ена Ли и Лора Линг, репортери на американската медиумска куќа Current TV. Севернокорејските власти ги уапсија Ли и Линг во март годинава додека биле на задача во близина на кинеско-севернокорејската граница. Портпаролот на американскиот State Department Јан Кели кажа дека САД се мощно загрижени поради наводната пресуда и дека се ангажирани преку сите можни канали за ослободување на новинарките. Политички аналитичари шпекулираат дека Северна Кореја можеби ќе го искористи случајот за дипломатско нагаѓање во споровите со САД. Владата на американскиот председател Барак Обама го отфрли обвинението против новинарките како неоснована. Од другите вести, Британска национална партија, која припаѓа на крајната политичка десница и е против каква и да е имиграција, по прв пат освои места на изборите за Европскиот парламент. Изборите ги одбележа и рекордно нискиот одзив на гласачите. Според првичните резултати, конзервативците доминирале на гласањето во некои од главните економии во Европската унија, како во Германија, Франција, Италија, Полска и Шпанија, а левицата забележала големи порази. Лабористичката партија на британскиот премиер Гордон Браун, која деновиве ја потресуваат скандали, заврши на 3-то место на националните избори за Европскиот парламент, што е уште еден удар за Браун среде повиците за негова оставка. Христијанско-демократската унија на германската канцеларка Ангела Меркел забележа победа, но без голем сјај, освојувајќи 31% од гласовите. Таа сепак останува во добра позиција за германските избори во септември, на кои ќе се бори за втор мандат на функцијата. Владеачките партии во 10 европски земји забележаа порази на изборите за Европскиот парламент. Нова книга, деновиве излезена од печат, тврди дека Талебан денес е подобро финансиран од 2001 година. На што авторот го темели ова тврдење од следниот прилог. Изминатава недела од неколку експлозии на преполн пазар во градот Пешавар, северозападен Пакистан, загинаа неколкумина. Пред тоа, милитантите на Талебан ја презедоа одговорноста за експлозија што уништи канцеларии на полицијата и разузнавачка агенција во Лахоре, при што загинаа најмалку 23 лица. И секој ден наназад слична приказна. Талебан се закани дека ова е само дел од она што предстои, а целта е да ја расшири територијата под своја контрола. Гречен Питерс е авторка на ново објавена книга «Семе на теророт», каде вели дека милитантите во моментов се подобро финансирани споредено со периодот веднаш по терористичките напади врз САД во 2001 година. Талебан, вели таа, 70% од фондовите ги добива од опиум и тврди дека има докази за инволвираноста на лидерот на Ал-Каида, Осама Бин Ладен, во трговијата со дрога. Питерс известувала за ситуацијата во Пакистан и Афганистан за Associated Press и ABC. Таа ја опишува патеката на хероинот од Афганистан до Пакистан. Southern Afghanistan, Helmand, Kandahar, this is where what I call the core Taliban, the original Taliban, Mullah Omar's crowd operates. Јужен Афганистан, Хелманд и Кандахар. Таму оперира Талебан под контрола на Мула Омар. На север, на пакистанска страна, активен е Бајтула Месуд. Потоа тука се и групите Хакани, Киберпас, Мангалбаг. И уште по на север, во Кунар и Нуристан е територија на која Ал-Каида е многу активна. Хероинот се движи низ раце на овие лидери и Питерс вели дека е клучно да се прекине тој пат на талебанските пари од хероин. While the insurgents do earn some money off of collecting tax from the farmers, the bulk of their earnings
come from... Бунтовниците заработуваат од собирање данок од земјоделците, но најголем дел од заработувачката доаѓа од заштита на трговијата со дрога, заштитата на конвоите, заштитата на рафинериите и разни оденочувања во врска со тоа, а ние не правиме ништо за тоа. Even the US military resisted that until very recently. Питерс вели дека имиджот што сакаат да го проектираат талебанците и припадниците на Ал-Каида е лажен. Таа ги нарекува криминалци. Вели повеќе личат на мафијаши отколку на муџахедини. Трговците со дрога ги честат лидерите на Талебан во гостински куќи во Пакистан за одмор и рекреација, а лидерите од повисоките редови се испраќаат во Дубај на, како што вели таа, валкани викенди. Таа апелира за демистифицирање на бунтовниците, кои пред локалното население се представуваат како побожни муслимани. Ова и многу повеќе има во книгата Семе на теророт од Гречен Питерс, новинарка и писателка што 5 години минала на пакистанско-афганистанската граница, известувајќи и собирајќи материјал за оваа книга. I suppose it's like forgetting. Мюзиклот Били Елиот беше големиот победник годинава на наградите Тони, што е бродвејски еквивалент на Оскарите како признание за достигнувања во живиот американски театар. Били Елиот е приказна за син на рудар на јагленокоп кој сонува за танцувачка кариера и доби 10 награди, меѓу кои и она за најдобар мюзикл. Тројца млади актери кои се заменуваа играјќи го главниот лик ја споделија наградата за најдобар актер. Со победа дури во продолжението од 101-96, Лос Анџелес Лейкерс поведоа со 2-0 против Орландо Меджик по финалната серија, најдобар во 7 надпревари на Националната кошаркарска лига. Меджик пропуштија шанса да победат во последната секунда на регуларниот тек на надпреварот. Рашард Луис постигна 34 поени за Орландо. Кај Лос Анџелес добро функционираше двојката Коби Брајант со 29 и Пол Гасол со 24 поени. Последниот имаше и 10 скокови. Во наредните 2 меча домаќин ќе биде Орландо, а првиот се игра во вторник. Тоа беше се за оваа емисија на Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон. До гледање.